Европската асоциација на издавачи на научни списанија во 2007 го издава соопштението. Списанијата со импакт фактор, тоа значи од Томсон базата, пак ќе повторам, не постои универзален космички импакт фактор, треба да се користат исклучиво и мощне внимателно само за мерење и споредување на влијанието на цели списанија, но никако за оценка на поединечни трудови, а најмалку за оценка на самите истражувачи и истражувачки програми. Значи, ова е официјален стейтмент на Европската асоциација на издавачи на научни списанија. Според, значи, никако за оценување на самите истражувачи и самите истражувачки програми. Кај нас, во правилниците на универзитетите и на институтите, напротив, издавањето во вакви списанија се користи за мерење на напредување академско и е критериум за избор, реизбор и така натаму. Значи, во овој дел, ни од далеку не сме европска средина, академска. Како што реков, проблемот што поимот неразјаснет се провлекува на 2 места во законот, инаку само на 2 места во законот, но мојата теза е секогаш, бидејќи нашата институција занимава прецес со анализи на политики, мојата теза е дека секогаш проблемот е како определен закон се преведува во институционални политики. И затоа, јас би се концентрирала на тоа како провлекувањето на овој поим во законот се преточило во проблематични институционални политики на институтите и на универзитетите.